4 милиони евра за регионален образовен центар во Тетово, која е завршна фаза и ќе овозможи 700 ученици да учат во современи услови, како и изградба на нови и доградба на веќе постоечки регионални центри и училишта за целодневна и едносменска настава низ целата држава. Министерката Весна Јаневска 2025-та ја најави како година на градежна експанзија во сферата на образованието, зашто веќе е потпишан договор со Светска банка. Во 2025 година влегуваме со големи капитални објекти за кои ќе ни бидат неопходни многу средства. Поради тоа Министерството за образование и наука и владата побаравме продолжување на кредит кој веќе го имаме од Светска банка. Секако ова е еден од 7 предвидени, во моментов 5 веќе кои се во фаза на реконструкција, доопремување, се што е потребно за да станат вистински регионални центри. Околу 401, трета и четврта година, 400 од вкупно 700, а очекуваме да се проширува овој центар и да надмине над 1200 ученици во иднина. Државниот просветен инспекторат постапи во врска со случајот од училиштето во Челопик и донесено е решение за дисциплинска постапка против наставничката која организираше прославата за денот на албанското знаме, за време на која учениците беа облечени во униформи на учака и држаа пластични пушки во рацете. Додека за случајот од Струшкото село Подгорци, каде советот на основното училиште го спореше назначувањето на директорот од страна на Министерството, Јаневска беше децидна и нагласи дека не постојат прекршувања на законот. Заклучокот, пак на советот, од училиштето не е во согласно со правилниците на Државниот просветен инспекторат. Државниот испитен инспекторат постапи и мислам дека тоа не е наредба, тука е заклучок или решение, но и релевантно, разбирам на што мислите. Директорот требаше да превземе дисциплинска постапка кон одредена наставничка, јас и не знам која е, и има и препорака за градоначалникот да си превземе соодветни мерки за директорот. Во Подгорци веде директорот е поставен по закон. Значи, него јас сум го поставила и тоа е по закон и тоа може да се провери и види. Инаку, Министерството за образование и опсе од јануари ќе спроведат програма со која ќе се реализираат обуки за просветниот кадар во насока на подобрување на мултиетничкиот соживот во училиштата.